Младите во Македонија се апатични, незаинтересирани и мрзливи. Ова се дел од стереотипите кои ќе ги слушнете за нас. Но дали е тоа навистина така? Младите во Македонија сонуваат за промени и сакаат да бидат дел од промените. Доказ за тоа се многуте младенски иницијативи, младите независни советници, стартапи отворени од млади, па и младите кои вечерва се гости на нашиот подкаст. Ако досега не сте го слушнале младинскиот крик за промени и сакате да верувате во стереотипите за нас, тоа е така заради тоа што младите тешко доаѓаат на ред. Не нема во медиумите, не нема ни во законите, не нема во буџетот. Достоинствените студентски домови никако да дојдат на ред. Исто како и учебниците. Нема инвестиции во младите таленти, а ретки сме и во политиката. Нашите лица во јавноста може да ги сретнете најчесто пред избори на партиски билборди, во декоративни улоги и насмеани до лидерот. Искрено да ви кажам, со она што ни е понудено, правиме се што е во наша моќ. Но дали тоа го прават и партиските подмладоци? Ова ќе биде тема на нашиот денешен подкаст. Со младите од партиските подмладоци ќе зборуваме исклучиво за работи кои се однесуваат на млади, бидејќи за другото веќе доволно се зборува. За разлика од партиските подмладоци кои ги водат мажи, вечер во овој подкаст ќе го води жена, а заедно со мене и мојот колега Бојан Стојановски, кој едно време беше млад, но според стандардите на македонскиот пратенички состав, каде имаме млади пратеници со по 37 години и Боги со неговите 37 може да се смета си уште за млад. Да, по неколку месечна пауза се враќа разговор во редакција. Добро вечер и од мене, 20-ти подкаст. Гости се председателите на подмладоците на партиите. Од СДСМ Марко Михајловски. Добро вечер. Председателот на Унија на млади сили од ВМРО-ДПМН Сергеј Попов, добро вечер и за тебе, и представникот на Левица, тоест Црвена младина, Марио Јаневски. Испративме покана и до председателот на подмладокот на Демократската Унија за интеграција, но одговор не добивме ниту дали го прифаќаат, нили дали откажуваат да бидат дел од овој подкаст, а беше добро да слушнеме како представници на подмладокот од таму, што точно имаат направено во изминатите 16 години практицирање централна власт во државата. Нажалост нема да може да ги соочите ставовите по однос на ова прашање, но мислам дека ќе бидеме доволно интересни и ние да пробаме да објасниме што точно им се случува на младите во Македонија. И пред да започнеме, да само да потенцираме дека се договоривме дека ова ќе биде еден поинаков подкаст, односно нема да наликува на дебатните емисии, каде што најчесто учествуваат политичките сеньори од партиите. Денеска сме тука за да покажеме дека може да имаме поцивилизирана и покултурна дискусија и дебата, и дека тука сте се представите себе си во најдобро светло, а не да се оцрни противникот. Буки, првото прашање тебе ти го оставам. Добро, за да почнеме малку поинтересно и да биде да направиме интро во разговорот вечерва. Најверојатно многу луѓе ги интересира и нас, например, кога сте на дел од партиските состаноци во партиските тела, можете ли да му кажете во одредена ситуација на одредено место, не на лидерот, доколку некој од вас лично и во име на младите кои ги представувате, да речете не, извинете, не е вака, мислиме дека е вака. Кој сака прв да почне? Ајде, ќе започнам јас прв. Најпрв им благодарам за можноста да бидеме дел од овој подкаст на ИРЛ. Како Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН во рамки на партијата ВМРО-ДПМН, можам да кажам нескромно дека ВМРО-ДПМН има слух за младите луѓе и дека нашиот глас во рамки на партијата е навистина слушнат и тоа не е само декларативно. Во интерес на времето ќе споменам само еден најсвеж пример за тоа како се демонстрира слухот на партијата кон младите луѓе. Тоа беше правењето на програмата на ВМРО-ДПМН нови избори, кога навистина ВМРО-ДПМН ги слушаше младите токму за правењето на младинската програма, значи што ние мислиме за нас дека треба да се направи, а не што они мислат дека им треба на. Но тоа дали значи да може да се каже не? Да, апсолутно, значи сите проекти, сите предлози кои што ги дадоа младите луѓе канализирани преку Унијата на млади сили беа ставени во младинската програма, па нашиот председател во една прилика во еден негов говор на шега спомена, чекајте да видам да не заборавам што Сергеј ми има напишано во делот од проектите за млади, да не заборавам да го ветам и така натаму. Така да навистина нескромно можам да кажам дека младите во ВМРО-ДПМН и можат да кажат не, но најмногу од се имаат прилика да кажат како.
Марко, се идеализираат ли лидерите во партиите, па и да не можеш, например, од позиција ти да не се согласуваш со одредена политика која е важна во Социјалдемократскиот сојуз, па да кажеш не. Може би не се идеализираат, али се поистоветуваат со лидерите во политичките партии, бидејќи политичките лидери или во политичките партии важи за првиот човек во таа партија каде што треба да се согласи во однос на вашите предлози и идеи. Социјалдемократската младина е најпозитивниот пример во регионот и најпрогресивната во однос на тоа колку се слуша гласот, докато за тоа 1/3 учества во сите органи и тела. Не само во нашата држава, туку во цел регион. Ние сме единствен позитивен пример каде што Социјалдемократскиот сојуз одстапила, ајде да кажам, сме се избориле како СДММ да учествуваме со точно 1/3 во сите органи и тела на политичката партија од од каде што доаѓаме. Можеш доаѓаме. да кажеш не. Апсолутно, затоа го потенцирам тоа, бидејќи таа 1/3 може да одлучи на која страна треба да превагне некоја политика која што, на пример, во овој случај доколку не се согласуваме, таа 1/3 ја прави таа една половина плюс 1 за да може да се изгласа некоја политика или некоја одлука внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Конкретен пример е манифестот кој што го објавивме како посебен дел, посебни политики на Социјалдемократската младина за кој што се изборивме и да влезат во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Марија? Како е ситуацијата во Левица? Например, имате состанок, кажува претседателот на партијата нешто, можеш ли ти да истапиш и да речеш, извинете, ама ова не сте во право, ова е вака и вака? Пред се ви благодарам на поканата, што имам можност денес јас со млади представници од партиите на власта да разговарам, од централната и од локалната. Во однос на прашањето, да, му кажуваме не, ама на грчки. Се шегувам. Значи, Левица е партија на младите. Тоа го знаеме сите тука, присутни и сите што гледаат. Во највисоките раководни тела на партијата има млади луѓе, вклучувајќи го и президиумот, вклучувајќи го и централниот комитет, така што прашањето дали Левица ги слуша младите не е соодветно затоа што Левица е партија водена од младите луѓе пред се. Но за тоа говорат, например, и сега ќе видите на пратеничките листи, Левица ќе има најмладата пратеничка листа од сите листи. Имаме носители кои се млади луѓе, имаме дури на втори, трети места доста млади луѓе. Така што за мене она што е поважно е дали представниците од партиите утре кои ќе бидат во собрание, ете можеби Сергеј Марко ќе бидат, дали и оние кои ќе бидат во советите или во министерства и влади, дали тие тогаш како политичари ќе имаат слух не само за младите од својата политичка партија, туку дали ќе имаат слух за сите млади. Тоа е вистинското прашање кое Добро, треба горе-долу, да го предпоставам сите поставиме. сте врсници и делите исти проблеми, ако можеби тука сте со години. Зошто ве прашавме ова прашање за да влеземе во подкастот, затоа што сакаме сега да преку следниме прашање да одгатнеме и која е улогата, така Деница, на подмладоците во суштина во партиите. Така, апсолутно. И дали пред се на подмладоците има потребна поголема независност? Еве, Марко го спомна манифестот, но тој верувам дека до некаде не може да ме речеме дека тоа е вистинско противречење. Ние зборуваме доколку некогаш сите се најдете во улога кај што треба да му противречите на лидерот. Ти спомна дека раководството е младо, а па сев не можеме да речеме дека е баш млад. Дали не можеш највозрастни? не да кажеш на лидерот? Прашањето ми е дали има некој проблем во функционирањето, бидејќи како што знаеме, партиските подмладоци не се посебни правни субјекти, така туку се дел од партијата. Вие работите со истиот буџет, фактички немате ваш буџет. Дали сметате дека потребно партиските подмладоци да имаат поголема независност? Во ова поле, бидејќи така би можеле најверојатно да одлучувате посамостојно во однос на тоа како го гледате вие правецот на... Да, и сега не се фокусирате само на како е за вас лично, бидејќи утре можеби ќе дојде на ваше место некој друг човек, ќе има различен карактер од вашиот. Дали тој човек ќе има истата слобода која имате вие, можеби вие сте различно позиционирани во рамки на вашата партија. Верувам дека има начин како ова да се ограничи за идните лидери да не треба бидат сервилни пред своите лидери на партијата, идните млади лидери да не бидат пред лидерите на партијата, некако да се постави некој механизам како би станале подмладоците по независни. Не би рекол манифестот дека е можеби противречење, но се јасни заложби на социјалдемократската младина. Од кој аспект? Социјалдемократскиот сојуз започна со, ајде да кажеме, возможување на прогресивен данок, но тоа се стопира поради притисокот во јавноста. Ние во нашиот манифест јасно кажуваме дека нашите заложби се прогресивен данок. Бидејќи тој кој што има повеќе, треба повеќе и да плаќа за да нели развиеме едно социјално општество. Во однос на финансиската, односно поголема независност на подмладоците,
заедно со Сергеј сме потписници на една декларација на Охрид институт каде што разработивме анализа конкретно и со случаеви од регионот како политичките помладоци би можеле да станат понезависни. Сега црпиме само и само од буџетот кој што го има политичката партија, ние нели нормално предлагаме каква сакаме да биде активноста, која е целта на таа активност, што сакаме да постигнеме и политичката партија ни одобрува активноста. Но сега зборам што доколку ние би сакале да се спротиставиме на некоја политика која што ја застапува политичката партија. Тоа не би можеле да го направиме доколку ја немаме таа независност, бидејќи во оваа ситуација ние не сме финансиски независни, него остваруваме проекти и активности заедно со нашите партнери и со нашата матична партија. Дали ви наметнуваат некогаш активности? Видете, политичките партии се комплексни структури, понекогаш Унија на млади сили, Социјалдемократската младина, Црвена младина, исто така претпоставувам како најмлади, им следува да завршат некои потехнички активности во рамки на функционирањето на една политичка партија. Да речеме, ако се организира кол-центар, логично е во кол-центарот да звонат луѓе од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, доколку треба да се делат флаери, логично е тоа да го направат луѓе од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, но нема наметнување на политика која што треба Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН да ја спроведе. Сега сме во предизборија, нели би било многу, да речем, и поодговорно и посимпатично тој кандидат за пратеник кој сака да биде дел од собранието да ги подели тие флаери, а тоа да не го направат младите луѓе. Не, ама придружуван од активисти на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН заедно со кандидатот, дали е за градоначалник, советник, пратеник. Да, јасна ми е поента да секако кандидатите треба да бидат на чело, но во насока на одговор на прашањето дали се наметнуваат одредени задачи, само ќе истакнам дека партиите се комплексна структура и на моменти одредени задачи, логично е дека треба да ги заврши Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Според мене лично тоа е еден пат кој што еден активист во рамки на една политичка партија треба да го помине пред да му се даде прилика нели да се занимава со посериозни задачи и да биде на некој начин креатор на политика или лидер во одредена сфера од функционирањето на тој политички подмладок. Инаку, околу финансирањето, само да истакнам, заедно со Марко бевме потписници на таа иницијатива, не сум сигурен Црвена младина дали е, но тоа беше во насока на независност на подмладоците во одлучувањето, бидејќи сега јас не велам дека се случува, но има можност да се случи финансиската независност или можноста или неможноста за визибилност на тој подмладок да биде условена од политичката партија, бидејќи финансирањето е од таа политичка партија. УМС, СДММ, Црвена младина не можат ниту барање за користење на јавен простор да поднесат во некоја општина доколку партијата не стави печат, па исто и за финансирањето. Така да во тој дел мислам дека беше добро што во тој период се обединивме како политички подмладоци околу таа тема. Тоа е во насока на подобрување утре на подмладоците. Ние денес сме во поволна позиција, но да оставиме подобар простор, платформа за идните генерации. Марио, мислиш ли дека лидерите можеби не би биле баш најзадоволни со ваква иницијатива, бидејќи ова би створило еден нов вид на конкуренција за нив, доколку подмладоците се понезависни? Мене зборот независен одма ме асоцира што ако бидат тие подмладоци независни, па да имаат и свој финанси, на крајот ќе испадне дека тие се невладина организација. Подмладоците како раководни тела... Што пречи на невладини, што не е во ред со невладините организации? Не е во ред, но имаат различна функција. За невладините може и малце подоцна да зборуваме. Јас мислам дека тие служат за создавање на илузија на промени, за разлика од политичките партии, но поентата ми е подмладоците како раководни или нераководни тела постојат во партијата за да и служат на партиските цели. Но, што е за мене суштински? Ние како подмладок, ние генерално како партија сме за државно финансирање од принципиелни причини, затоа што сметаме на таков начин дека може да се намали влијанието во партиите од некои приватни интереси, односно спонзорирање од некој приватен капитал, кој често знае да се судри со јавниот интерес, така што ние сме доказ како младинска организација дека можеме да функционираме и без никакви средства. Само со искрен пристап, искрена борба младите не препознават и всушност успеавме ние и покрај тоа што ова како Црвена младина и нас е прво гостување вака со представници од други партии. Значи успеавме да се наметнеме помеѓу младите, да се наметнеме и во медиумскиот простор со некои наши препознатливи акции, така што
младите треба да разговараат за идеи, да разговараат за политички идеи, за суштински политики, тоа е мислам клучно. Тој политички активизам на флаери, не знам, технички работи, да, го има сегде, но младите треба да разговараат за идеи, тоа Кога е битно. спомнавме државното рекламирање, веќе иако официјално можеби изминатиот период не беше почната предизборната кампања, некако партиите запалија моторите, влезени се сите во предизборија. Нели мислите државното рекламирање дека не е во ред? 10 милиони евра од буџетот за овие избори ќе се значи наши пари на сите граѓани за политичко презентирање, па да не зборуваме уште неколку милиони по однос државата кој ќе ги даде како државни реклами за да се рекламира владата, идната влада, сите влади идни за рекламирање на кампањи и реклами. Нели мислите дека се за вака сиромашна земја тоа се многу пари одлеани од наши државни пари за политички активизам? А исто така и можност да се корумпираат медиумите. Не само тоа, но знаете што е најтрагично, што тие пари што партиите ги добиваат за државно рекламирање, најчесто завршуваат пак назад во партиите. Зошто? Затоа што партиите имаат често блиски релации со такви, особено овие двете најестаблишментски партии, со приватни маркетинг агенции кои имаат билборди или некои други простори за рекламирање кои нели им плаќаат и на крајот овие им ги враќаат парите. И сметаме, ние пример, јас сметам дека тоа е еден нефер начин каде што некоја партија добива повеќе средства, некоја партија добива помалку и ние сме за во склоп на предизборна кампања да има дебат и таму да слушнат и младите и граѓаните што имаат да Ама помогнат. нели мислите дека многу поцелисходно е веќе вие сте млади луѓе, интернет кампања и има толку можности социјалните мрежи, за мислите Како дека се граѓанин, уште билборд има некаков ефект во Како граѓанин би кажал дека секако може да се најде многу подобра примена, но веќе сме дојдени до еден степен во нашето општество каде што таа демократизација на општеството и слободата на медиумите дава простор сите да се изјаснат по однос на тоа прашање. И се согласувам дека е потребно малку поопширна јавна дебата, каде што ќе се слушнат мислењата на сите. Бидејќи ние бевме сведоци да политичките партии еднаш кажат дека се против, еднаш кажаа дека се за, медиумите се подели, едните кажаа дека се неопходни тие пари за да може да опстаат и да се финансираат. Затоа не е толку едноставен одговорот ние тука да кажеме ние сме за или Добро, Не, против. ние еснавските лично здруженија се беа согласувам. против. Вака, ние ве прашуваме повеќе и повеќето прашања се во таа насока. Вие лично сакаме да представиме вас како индивидуи. Што вие лично мислите за тоа? Апсолутно многу Може подобра да- примера ќе Во однос најдеме. на рекламирањето, ако збориме владата да се рекламира во медиуми, Па можеме да ги искоментираме и владата мислам А, сите дека партии. мислам дека може да биде целисходно во многу случаи, пример доколку станува збор за кампања за не знам раѓање на можеби трето дете, мислам дека таква кампања е од корист за сите нас, доколку станува Ама имавме, Сергеј, збор такви кампањи, не за вродија владина во плод. кампања, владина кампања против корупција или владина кампања за некое општо добро, за подкревање на свест по повод било какво прашање, не мора да е трето дете или корупција, за што и да е, доколку не е нели рекламирање на некој проект само, што го направила владата, па да го гледаме 2 недели истиот проект како премиерот сече лента, тоа сметам дека не е во ред, но доколку станува збор за некоја корисна кампања која што организира владата, доколку станува збор за повик, за аплицирање можеби на некој проект од кој што добробит може да имаат сите граѓани, и тоа представува начин како да се мотивираат граѓаните да аплицираат, а тоа да е за нивно добро, немам нешто А нели против мислиш- Со тоа. тоа Нели се мисли- согласен, но што е со конкретно сега зборувавме за предизборниот период. А во однос на предизборниот период, сметам дека треба да се отвори дебата дали треба да постои тоа или не треба да постои тоа, но поважно е дали партиските сметки и самите политички партии се транспарентни во однос на нивното финансирање за конкретната изборна кампања и мислам дека е легитимно во изборен период на секоја политичка партија да се Добро, рекламира да. согласно своите можности и свечно. Извештаите на Државниот завод за ревизија после сите избори на партиите се полни со негативни коментари за тоа како е начинот на финансирање Таму на лежи политичките проблемот според партии. мене, не во самото Него нели рекламирање. мислите ли дека давањето државни, народни пари на граѓаните за реклами кои ќе одлучи одредена влада, дали е тоа владата на СДСМ, утре владата на ВМРО, владата на Левица, значи корупција на медиумите. Сето тоа би значило, дали сметате дека Па и- се корумпираат уредувачките политики на комерцијалните медиуми со пари од буџетот?
Дефинитивно. Може и така да се толкува. Може да се Видете, толкува, но имаше тоа е и- на свеста и- на сите. Имаше закон кој беше воведен нели во времето на претходната влада на ВМРО ДПМН, па потоа дојде СДСМ го укина, за потоа сега пак да се воведе еден таков закон, за што дури многу европски земји немаат таков закон, дури има извештај каде што се вика дека тој закон е штетен конкретно за државно финансирање на медиуми. И тоа апсолутно сметам дека е корумпирање, ништо друго, и апсолутно нефер кон оние условно кажано помали партии, затоа што средствата кои ги добиваат поголемите партии се многу поголеми и тие можат апсолутно да искористат таа нефер предност, особено сега. Видете, во- значи, Дефинитивно ова е начин да се корумпираат медиумите. А преска Марио начна една интересна тема. Значи, колку постои корупција, бидејќи ги спомна компаниите и нивното влијание во партиите. Па да ве прашаме ве тројцата, дали има, не дали, колку корупција има во партиите? Колку корупција. Сите се бориме за да се Штама. искорени. Сите кои што ќе кажат дека не постои корупција, сите одма веднаш ќе кажат, граѓаните ќе препознаат дека станува збор за лага. Целта на сите нас и како политички помладоци ние да ја подигнеме свеста, односно да креираме млади луѓе кои што ќе бидат отпорни на корупција. Секој оној еден кој што ќе каже дека не постои или дека е искорената 100%, веднаш сите ќе препознаат дека станува збор за лага. Но сите заедно мора да се залагаме да креираме едно отпорно општество на корупција. Интересно е прашањето, никогаш не сум размислувал на тема корупција внатре во политичка партија и вака ми делува прилично абстрактно. Корупцијата обично се случува во институциите, а не внатре во партијата, но во секој случај, еве, искрено немам пример. Добро, имаше Да си судски, замислам имаше во глава. судски процеси за политички партии кои Да. Добро, јас изборам за мојата политичка партија, судски процес на тема корупција внатре случајно збориме во партијата. Можеби функционерот од партијата бил обвинет. Добро, мислам дека Зградата ни една од тема, големите ама- партии не е исклучена од ова. внатре во партијата да се случи корупција, на вистина не ми текнува на пример, но во секој случај треба да се бориме прво својот двор, нели, ако сакаме да ја средиме државата, не може да не ни се средени политичките Марио, партии. да, од види, се одредени партиите појави. ли Партијата- центри за тргување со влијание? На тоа мислам и на корупција. Апсолутно. Знаете зошто? Кога имате вие држава каде што целата економска и политичка моќ е сконцентрирана во рацете на неколкумина, тогаш апсолутно тие луѓе за да го задржат својот статус ќе ги корумпираат и политичари, и медиуми, и суди и така натаму. Тука лежи главниот проблем. Понатаму, во држава каде што имаат огромни класни разлики, каде што има една голема група на луѓе кои се сиромашни, кои живеат под прагот на сиромаштијата, зашто имаме и податоци од Државен завод за статистика. Младинската сиромаштија е околу 30%, ако не се лажам, во 2022 година за млади луѓе, значи до 18 години. Така што со намалување на тие класни разлики може да се намали корупцијата. И условно кажано, значи таа една елита која се создаде кај нас, сакајќи да си го задржи исто својот статус, ги употребува некои такви коруптивни практики. Добро, ако пошто Така го да- кажа сиромаштијата, го споредиме така, според она јас што ги вадев податоците од Државниот завод за статистика, стапката на невработеност на млади од 15 до 24 денеска е околу 16%, 15,9%, во 2015 кога била ВМРО на власт била 17,6%, што значи горе-долу голем број од младите луѓе се соочуваат со истиот проблем и речиси после 10 години, така да очигледно се чувствува таа младинска сиромаштија или неквалитетна младински живот. Деница, да отидеме Мислев нешто сакаш да прашаш не, после. не, Како влезе? не Констатација. мислев да ги Не, прашам, може да, да се само вратиме чисто. повторно на делот со медиумите, бидејќи заклучивме дека постои некој, да речеме, коруптивен танц помеѓу медиумите и политичките партии. Игра танго стално медиумите Ова е- со партиите, тоа Јас е би имал јасно. коментар. Па кој ќе би Точно. рекол газдите и А, да, партијата, да, не, да. не Значи, медиумите. Тоа е така, Апсолутно, точно, точно. Ние бевме сведоци изминатиот период на криза која што го поремети општеството, ајде да кажам, поготово го погоди младиот човек. И ние во време на таа ковид криза спречени владата да превземе било каква кампања во однос на рекламирање за да се зголеми, условно кажано, потребата и од вакцинирање, и од да се подигне свеста на граѓаните во однос на како да се заштитат себе си, ние, според мене, задоцнивме со таа јавна кампања за подигање на свеста. Не оправдувам за да владата се рекламира за секој еден проект, но зборам
клучни работи кои што се за подигање на јавната свест за да се заштити јавното здравје. Можеби во еден сегмент би било оправдано, но Ама според мене тоа е вие сте границата. млади луѓе, вие бевте свесни колку дезинформација имаше во однос на вакцинирање. Тоа е тема која што мора да се разговара. Дезинформациите и ширањето на лажни вести. Или Деница би рекла штетни наративи. Штетни А наративи, дезинформации не може да се победат на Facebook. Дезинформации може да се победат Со само на факт. национален медиум. Затоа што Фейсбукот во принцип е изворот на тие дезинформации. Му текнува на некој од дома да напише дека 5G убива птици и тоа се шири вирално и тоа е тоа. И он е експерт. И Само ова не прогласен можеш да го експерт. победиш, ова не можам да го победам јас За со мој лажните Facebook вести статус. додека разговарам, би споделил еден интересен факт. Имаше еден настан кој го организиравме ние локално во Скопје како политичка партија и имаше една вест каде што еден медиум пренесе дека Раде Шербеджи е присутен на настан на Левица. И тоа го пренесија сите беше? медиуми. Не, тоа е советникот од Карпош Славко за сите беше Раде А Шербеджи. така сте собирали Значи, гласови вие. Сакам да кажам, тука и медиумите дека имаат малку улога. Голема улога нема. Да, значи еден медиум објави, другите копи-пейст и на крај испаѓа буквално дезинформација која ја Добро, се рашира. некако сите партии Да. си имаат свој сегмент на портали кои ги Си поддржуваат. имаат, и- си имаат. Сега, да. слушајте само да ви кажам, бидејќи зборувавме за лажни вести колку се штетни дезинформации. Значи, има извештај спроведен од Институтот за комуникацијски студии. Методологијата може да ја проверите и сами и ќе го прочитате, пола е за политичките партии, пола е за медиумите. У принцип се истражуваат штетни наративи. Најголемиот извор на дезинформации на штетни наративи, погодете кои се политичките партии. И тоа конкретно во извештајов, бидејќи се анализирани интернет страници, Facebook страници на сите партии, најмногу се појавуваат вашите три партии. Како актери кои шират штетни наративи. Што се штетни наративи, само да ви кажам, значи тоа е да се обвини некој за корупција без да се наведат доказ или извор, нели ко ние сега знаете што работиме истражувачко новинарство, замислете да излеземе и да обвиниме некој само туку така без да имаме истрага која траела 22 месеци со еден тон документи. Исто така изнесување дезинформации, поттикнување поделби, наративи со говор на омраза, дискриминаторски говор и се она што на граѓаните има добро познато кога станува збор за партиска комуникација, искрено да ви кажам, на сите ни е дојдено веќе преку глава. И сега не можете вие да коментирате за сениорите, ама јас сакам лично вас да ве прашам. Што можете вие сега во моментов да направите во рамки на сопствените партии за да го спречите ширењето на вакви штетни наративи кои пред се му штетат на граѓанинот, бидејќи за никој од нас не е добро да имаме неинформиран електорат или да имаме дезинформации и лажни вести кои ќе се шират туку така и ќе влијаат мислам на тука крај е на нашата граѓаните. улога. Извини, потоа има некако влијаат врз правилното расудување и определба, така? Така е, тука е нашата улога како партиски подмладоци, ајде да би кажал. Бидејќи тука кога ќе се запрашаме што е нашата улога е да креираме нели посовршено општество. Како би го креирале? Лидерите кои што се развиваат, кои што треба да ги превземат утре институциите, политичките партии и слично. Доколку ги образуваме ние како политички помладок, сега ќе кажувам за СДММ, подоцна ќе си кажат колегите за нив, работиме на политичко образование на младите кадри кои што се активисти и симпатизери на СДСМ. Работиме заедно на развивање на медиумска писменост, препознавање на тие вести и посетуваат разни академии и работилници каде што аргументирана дебата и дебата со факти и аргументи конкретно е таа дебата која што треба да се пласира во јавноста. Бидејќи сега сите сме сведоци на каква дебата имаме изминатиот период во цел медиумски простор. Сега зборам во однос на нашите сениори. Во однос на подмладоците, со Сергеј сме биле на неколку дебати до сега поканете да учествуваме, нивото, морам сам да забележам, дека е каде на едно повисоко ниво во однос на политичка култура. Тука како политички помладоци, ние мора да работиме заедно со сите млади кои што се внатре во политичката партија, па и во нашата околина, за да се подобри тоа ниво, Извини, за да се спречи утре. Дебатата помеѓу подмладоците е поквалитетна од на сениорите или не ми го кажат? Да. Тоа ми го кажат, добро. Супер, Сергеј, Сергеј. Така јас сметам. Да, штетат ли вакви штетни наративи и лаги и манипулации стокмени во партиските кујни? Не зборам сега за ВМРО, не зборам за СДСМ, не зборам за Левица, зборам воопшто. Дали штетниот наратив значи проблем за сите нас? Штетат секако, но јас прво сакам да истакнам дека поимот штетен наратив е многу растеглив поим и секој може да си го свати онака како што сака да си го свати.
Но Исто затоа извини постојат вакви истражувања кои имаат многу прецизна методологија Да, и конкретно јасно, ви да, кажав, да. значи Види, тоа интересен не е е- обвинување за корупција за кое што не е наведен ни доказ ни извор. Тоа може да биде Ама дали е слушај, обвинување, треба да разграничиме Може да ти дали дадам е еден обвинување или е дали Деница во петокот направи така и така, или Деница е криминалец во Ама петокот ако го направи поставиме така и како така. прашање, сакаш да Има многу голема на разлика. Марио и на Марко им шепнале дека Сергеј украл толку и толку пари и они ќе објават утре. Нормално дека Дали толку Сергеј паушално тие украл? работи не се прават. Сваќаш, на Да. крај тоа е пак на штета Не го кажа, на сите растеглива, нас. ама дали Сергеј украл, па... Ама Растеглив е а они поемот, на крај нели? ќе го објават затоа што некој така им шепнал од онакви Понатаму рекла не знам казала кој го чаршиски има, муабети. не знам кој го има правено Институт за комуникацијски конкретно студии. ова истражување, така да има раздели истражувања, едни говорат едно, други говорат друго. Во секој случај мислам дека што е штетен наратив е многу растеглив поим и во последно време многу се манипулира со тој поим. И тоа мислам дека има идеолошка заднина, што е штетен наратив, што се ретроградни идеи, што е назадно размислување и слично така. И мислам дека тоа има идеолошка Не, мислам позадина. мислам Без дека да коментирам било што за институтов, во секој случај, апсолутно, како млад човек, сум против бесцелно обвинување и анатемисување на некого јавно. Сум длабоко против тоа. Мислам дека треба да има сериозни сомневања пред нешто да се истакне јавно и некој да се обвини, бидејќи тоа не е шега, не е мала работа. Има судови, може да се поднесе тужба за клевета, тужба за лага и слично, но пресудите во нашава држава стигаат после неколку години и доколку ти правдата за дали си пред јавноста криминалец или не си ја дочекаш после 5 години, бадијала е таа пресуда, ти пред јавноста си веќе прогласен. Зашто би се насмел сега? Замисли вие да си поднесувате тужби за клевети како Секој ВМРО ден. и СД за секое Секој соопштение. ден. Морам кој метод го има тој што е обвинет за да се Нема да справи има со простор тоа. нас да натужат за климата, нема додатно. И никогаш како Во УМС судовите. не сме излегли, неосновано не сме обвиниле некого и никогаш апсолутно не сме искажале лага. Впрочем, со Марко си немаме ниту една тужба поднесена, така да За мислам сега. дека сме Сега, за сега. ќе видиме изборите. Извини, Марио, само пред да продолжиш, само сакав да се осеќам некако врзана да да дадам објаснување за Институтот за комуникацијски студии, се председ на реномирана и етаблирана организација. јас А не јас реков овој ништо за ништо. извештај на YouTube видеото ќе го ставам доле во коментар за да може секој да погледне методологијата како ова точно се мерело за да нема забуни бидејќи за други во ред, ама конкретно за овие луѓе. Не, јас зборев Тако општо, нешто. зборев општо, Добро, стварно ако ниту во ги ред. знам, ниту имам формирано Јаман ќе мислење го за овој прочитате институт. сите, па после ќе ни Јас мислам кажете дека што Марио мислите, сака. Да, јас сакам Марио, да кажам, не сум го прочитал накратко тоа истражување, не ја знам методологијата точно за да ја коментирам, но она што можам да го кажам е дека често пати, иначе не од овој институт, слушам исто во јавноста, во медиумите, дека има, не знам, многу говор на омраза, не знам какви наративи. Според мене тоа е еден обид да се наметне една диктатура на политичката коректност кај нас. А таа диктатура на политичка коректност мислам дека ја тероризира пред се слободната мисла и слободниот говор. Ние како партија, и јас лично баш ја презирам таа политичка коректност и мислам дека кога сме во Извини, ќе те прекинам, што значи политичка коректност? Епа тоа е сега малце Чисто Растеглив поим. Да, растеглив поим. Не знам и јас точно како ја дефинираат, но предпоставам за оние кои ја користат барем кај нас во јавниот дискурс, сметаат на политичка коректност, не знам, да се биде внимателен со зборовите, да се биде, не знам, покултурен или не знам Што јавни личности имаме обврска со... Да, но јас искрено преби некој политичар кој не е политички коректен, кој би опцул отколку некој што би седел со раката на срце и би не лажел. Искрено Јас јас мислам преби дека тако. ни едното ни другото не треба. Не, апсолутно мислам дека ни едното ни другото не. Ние сите, особено што се појавуваме во јавност, носиме некоја Не, поентата беше одговорност. баш Апсолутно. затоа така сакавме низ пример се замисли да мене да ми речеше Марко и Сергеј, абе Марио Левица го викаш, ама да. тој е Шпицкастиот. вака и така. Околу тие обвинувања Да. кои можеби во методологијата се покажало дека не се основани, јас пак би поставил прашање што ако ние имаме еден правен систем кој што навреме кој што нели би си ја завршило својата работа и на крај испадне дека навистина сите тие обвинувања се точни. Јас сметам дека голем дел од тие обвинувања, знаете како викаат, кај што има чат, таму има и јоган. Така да,
Предпоставам дека би се покажале точни голем дел од тие обвинувања ако имаме еден правен систем кој што ќе проба да ги казни тие такви. Поентата ни беше дека Коруптивни- можеби дезинформациите воглавно и лажните обвинувања влијаат на крај, сите се борите вие за гласови, така и влијаат на крајниот гласач и се носи во заблуда некој, на пример, ако се искажат низа лаги за одредена политичка партија, а се неосновани, така влијаат врз исходот на изборите, така да има малце поширока Има, да, сцена. дефинитивно ќе се сложам дека треба затоа граѓаните треба да внимаваат од каде се информираат, да следат повеќе извори кога се пренесува некоја вест. Така да Апсолутно. За пример, еве за говорот на омраза, мене лично, кога ќе видам, не знам, пример, тие навреди, што викаш искреност, многу сакам да е некој искрен, не, што викаш со рака на срце, но на пример кога ќе видам дека еден политички актер навредува друг со некој збор што стварно не му доликува на човек што е јавна личност, мене ми се минува мислењето за оној што ја изнесува навредата, а не за навредениот. Бидејќи јас си видам овој човек што изнесува ваква, ова е за мене нецивилизирано и некултурно. Тоа сакам да искрено. кажам дека наметнувањето тоа во 80-тите започна се наметнува, мислам нека и настуку во Европа генерално, на политичка коректност каде што сега ние се треба. Не, ова е, мора разбереме ние барем јас така ја прецепирам ова борба и ние дека ова е свет, дека ова Ја е не знам дали се согласуваме или не се согласуваме. ова е борба на едни два идеолошки света ние за кои се бориме и во на таква идеолошка борба, значи едниот свет е свет на угнетени средношколци, студенти, на угнетени работници, а другиот свет е на студенти, средношколци, млади луѓе и генерално граѓани кои живеат во држава што е базирана на солидарност, на еднаквост, на социјална правда и сега во една таква борба ние Сакаш да кажеш не треба да има политичка коректност. не треба да има, затоа што многу полошо е кога имате вие некој студент кој не може да си дозволи да студира затоа што живее во сиромаштија, затоа што не е кај нас образованието целосно бесплатно, тоа е многу полошо отколку ако некој, извинете, политичар излези и го каже тоа јавно, Ма баш тоа не е онака на како исто што го рамниште, чувствува- значи не е на исто, како што го не е исто чувствува Ама не народ. малку рамнежа. забегавме сега, ние збориме овде говор на омраза пцост. Значи говор на омраза во тоа истражување не се пцости. Бидејќи конкретно Навреди, ВМРО, клевети. Не, се, и тоа беше дел. никого нема опцуено. Мислам, ова одговорно го тврдам. Добро, сега имаш и за други нормално за повеќе Затоа луѓе, ама зборам и дека тоа е- беа дел, знаеш, дека оние е- да речеме придавки што им се даваат кога се особено па некогаш и во соопштенија се, затоа се реков преска на Да. шега шпицкастиот, мислам сите го знаат тој збор. Така, дали е во ред такви навреди да се користат или сите треба да одржуваме некое Ама сега тие навреди културно може ниво на во дискусијата на Марио тие навреди може да влезат во политичка некоректност. Наместо да се дресираат со вистински збор. Ја мислам дека- се согласувам. Еве, ја мислам дека Република Македонија има многу поголеми проблеми од тоа кој кого навредил, кој кого опцул на вести и слично, нека си се тужат, нека се Не, објаснуваат обврската е на сите нас да го подигнеме на суд. нивото. Па затоа и ја Да. и ти не го правиме. Ама во секој случај мислам дека имаме многу поголеми проблеми во државава од политичката коректност или некоректност, нека му служи на чест на тој што е или коректен или некоректен, па на крајот од денот народот нека процени дали сака политичарите да бидат коректни или некоректни. Мислам Тоа е дека мојот став. граѓаните сакаат пристојна политичка и цивилизирана дебата и се надевам дека вие Не, ќе граѓаните Треба да сакаат се бориме. пристоен и цивилизиран живот пред се. Јас мислам дека тоа е многу поважно за граѓаните, дека нив тоа ги Меѓу интересира. другото, ама и Така е, цивилизирана добро. дебата преку која ќе се дојде до решение Имаме на сите. цивилизирана дебата која ќе имаме цивилизиран живот. Мислам, Па која добро, ќе тука имаме сме услови за живот подостојни. Сега јас тоа го кажувам метафорички малце. Да. Не дека сме ние сега во џунгла. Добро, кога сме веќе на темата дека заслужуваме по-цивилизиран живот, особено младите, значи за реализација на младинските политики знаеме дека најдобро место е собранието, така таму имаме млади пратеници кои може да влијаат со законски предлози за да се подобри квалитетот на животот на младите. Колегите од Радио МОВ лани објавија една анализа за млади пратеници кои не отвараат уста, имаат еден куп отсуства, а многу малку законски иницијативи. И сега моето прашање кон вас, кон тројцата, дали вие како лидери на подмладоците сте имале некогаш сите три подмладоци, за да и не можеме да зборуваме бидејќи не се тука, некоја заедничка иницијатива заедно со младите пратеници. Бидејќи толку општествени сочувања имавме во изминативе години, верувам дека има бар една работа за која што сите вие сте се согласиле.
Има мал милион примери и сите позитивни примери на обединување, условно кажано, на сите Зборуваме за политички здружување. чинители во парламентот во однос на младинските политики се случиле. Таков пример е Законот за младинско учество, таков пример е Националната стратегија за млади 2023-2027 и мал милион други иницијативи кои што се поднесени од наша страна до тие млади пратеници за да подоцна преку клубот на младински прашања, би кажал, да произлезат како една политика за да во собранието на пленарна седница сите заедно ја поддржат и да Добро, бидат сите нека- усогласени во однос на дека тоа е политика за подобрување на младинскиот За Мислам стандард. дека Деница другачија сакаше малце да го концепирали вие убаво, не убаво ти не и одговори на тоа што те праша. На пример, јас како би го посимплифицирал ова. На пример, постои ли кај вас, наречеме тројцата, едно убедување дека платите на избраните функционери, пратеници, министри, градоначалници се превисоки, па младите да поднесат едно амандманско решение и да речат мислиме дека нашите сениори кои се на функции, не е битно, се дели власта сега, нели има СДСМ на централно ниво, ВМРО во поголем дел во општините и градоначалниците земаат високи плати. Зошто, на пример, за такво некое обединување? Сега не би сакал да испадне дека бранам покачувањето на политики, но би сакал да објаснам да си објаснам тезата која што ќе ја застапувам. Сведоци сме дека изминатите 10 години на месечно и годишно ниво се покачуваат сите плати и пензии во однос на сите други сфери во општеството. Пред 15 на години беше блокирано со закон, односно беа замрзнати платите на политичарите и функционерите. И сега, после 20 години, замрзнати плати се израмнуваат платите на тие кои што извршуваат јавна позиција и функција, кои што имаат поголема одговорност спрема граѓаните, условно кажано, дали станува збор на министрите, дали станува збор за пратеници, градоначалници, советници, што и да е, со службениците во истата институција. Службеник во една институција зема 60.000 денари плата, без разлика да не именувам институција, а раководителот или директорот зема 62.000 денари. Која е одговорноста на службеникот? Со 62.000, а која обврска на Добро, тоа што тamo Марко, потписот? ако не се- Се Ако не се согласувам. согласувате за ова, пошто не беше бидејќи не беше ова прашањето, Бојан го даде само како пример, Чисто ако не се како- затоа сакам да согласувате се за платите, објаснам. прашањето Да. беше дали има нешто за што сте се согласиле. Јас мислам дека Апсолутно. сето тоа се некои церемонијални политики кои кај нас се случуваат изминативе години. Има безброј некои такви настани, манифестации и конференции каде што се покануваат политички подмладоци да потпишат нешто заедно, на крај резултатот од тоа е нула. Значи ние сега зборуваме за проблемите на младите за кои се зборувало и пред 10, 15, 20 години. Што ми е поентата? Еве сега и скоро се потпиша студентски манифест од повеќето политички помладоци, каде што во манифестот се бара бесплатно образование во прв циклус студии. Ние, тоа е една од нашите главни заложби и како младини и како политичка партија, но јас ќе си го поставам прашањето. Што ги спречува партиите да го направат тоа? Сме виделе дека на власт била едната и другата партија и третата или не знам која и да е, сите, значи ова не е дека сега некој стрикно винувам, но се потпишува еден таков манифест, а во позадина не се прави ништо. Значи, идејата ми е дека ни треба нас во собранието, значи треба акција, треба да се предлагаат закони. За тоа што спомнавте за покачувањето на платите. Нашите двајца пратеници бара укинување на тој член со кој се израмнуваат нели тие покачување на платите. Меѓутоа видовме дека од тоа не испадна ништо, така Добро, Иве, даде добра Да. идеја, например, со бесплатното образование. Извини, Серки, само секунда ќе ти. Дали, пример, вие тројцата еве како лидери на подмладоците, согласно би предложиле ваква иницијатива до вашите пратеници да биде бесплатно високото образование во прв Јас циклус? сум потписник, представници има и останатите, така да сите заедно Не, треба тоа- да се тоа е за заобјасни. Потписници сме студентскиот сите заедно, манифест. но Да. видете што е разликата. Јас сум пример во извршен комитет на Унија на млади сили, председател 3 години, во извршен комитет сум 12 години на УМС. Декларации потпишуваме секоја година и тие се горе доле исти. Неколку пати. Сите ние ќе се обединиме што? Дека на младиот човек му треба добро платени работни места, дека на младиот човек му треба добро и квалитетно образование, дека на младиот човек му треба здрава животна средина, дека младиот човек сака да живее во општество без корупција. Мислам, веќе на памет ги знам самиве декларации, секоја година го потпишуваме истиот текст.
Тоа значи дека тоа го правиме бадијале. Јас на претходното подпишување, ова го кажав и во мојот говор, ако и наредна година ја подпишеме истава декларација, дајте луѓе да престанеме да се собираме, да се обединуваме 20 години околу истата работа и следната година пак работава, односно проблемот на младите луѓе да е ист. Ама зошто не сте преземале нешто во меѓувреме од денот кога сте го Мене тоа ми беше поента. Во однос на пратенициве на ВМРО ДПМН и поднесување на иницијативи, како сме поднели околу 15 или 20 амандмани преку нашава пратеничка група, така да јас сум горд на овој веќе за скоро минат состав на пратеничката група на ВМРО ДПМН, што најде слух и подаде рака УМС на ВМРО ДПМН, кога УМС ќе смета дека студентскиот оброк треба да биде 200 денари наместо 140 денари и слично, да имаме преку кого да ги поднесеме да си ги поднесеме тие амандмани. А обединување со останатите политички подмладоци, секогаш доколку темата обединува, нормално дека ќе се обединиме. Извини, ќе те прекинам. Бидејќи и вие бевте подписници на тој студентски манифест, во кој воедно се бара бесплатно образование, ако не се лажеме, скоро вие промовиравте програмата, каде што не слушнав дека се залагате за целосно бесплатно образование, туку вие во вашата нова програма нудите бесплатно образование, односно ослободување од партиципација за млади родители до 25 години, што по автоматизам ми е дека не е целосно бесплатно образованието за сите. Што ми е поентата? На тоа подпишување на манифестот, каде што имаше представници од помладоците, ние пративме носител на листа, кој утре ќе биде пратеник. Тоа е суштинската разлика, каде што тој ќе има можност утре внатре од собранието да се залага за тоа. За разлика од тие подпишување на декларации, каде што одат, не знам, втор, третиот ешалон од помладоците се подпишуваат и тие утре не се во ниту една институција каде... Ама јас мислам дека Марко и не знам, Сергеј би биле можеби и представници ќе видиме, представници ќе видиме ако биле дали би се залагале. Значи идејата ми е најчесто тие што се подпишуваат во голем дел многу подоцна или воопшто не стануваат дел од тие институции. Треба да внимаваме со ветувањата. Една работа е сега тука ние да ветуваме брда и долине и сега да кажеме дека сите се залагаме и ние у првата година, првите 12 месеци ќе овозможиме ова сега и ти што го коментираш, што го подпишавме сите. Кој е начинот на кој што ние утре тоа треба да го возможиме? Дали сите сакаме тоа да се реализира? Сите сакаме се реализира. Конструктивна критика е тоа што нас не недостасува. Да, не се согласуваме со одредна политика, но кое е решението? Ние сме сведоци сега во овој момент во нашето општество, критикуваме ова не чини, ова не функционира. Конструктивна критика. Имаше прогресивен данок, сега само го кине. Да не го укине, се става у пауза, кажа тоа е заложба на социјалдемократска младина. Ние кога имаме не, бидејќи бараше конструктивна критика, јас може да продолжам со следното прашање. Бидејќи преска кога спомнавме заедничка иницијатива, Марко го спомна законот за младинско учество. Сега законот за младинско учество е можеби добар пример за нешто заедно што сте направиле, но не е добар пример бидејќи не се имплементира во целост, сите рокови се пробиени. А целта на законот за младинско учество, тој закон треба да гарантира младинското учество и да ги препознае младите и нивните форми на здружување и фактички на тој начин младите ќе имаат поголема можност да учествуваат во креирањето на закони, ќе може да прилагаат мерки кон носителите на одлуки. Вие бевте дел од работните групи УМС и СДММ. Спомнати сте во една одредба на законот, зошто не се залагате доволно за да се имплементира во целост, зборувам законот, бидејќи знаеме дека роковите се пробиени и дека не сме до таму дока што требаше да бидеме. Само да уште еднаш да не бидам досаден, да биде кусо и кратко за да можеме да преминеме и после и на... Во однос на имплементацијата, за жал, ајде да кажам, морам да изразам жалење, дека точно е дека не се има имплементирано во целост тој закон, во однос на обврската на централните институции, сега ќе кажам, е реализирана нивната обврска во однос на поставување на младински службеници. Младински службеници има во сите општини, во сите централни институции, но каде затајуваме со формирањето на советите, затајуваме со формирањето на младински културни центри, каде што обврската повторно не е ниту на ВМРО сега како локална власт во одредени општини, но не може да биде ниту централна. Бидејќи кога ќе се седне заедно на маса, покажавме дека може да се сработи. За жал, во овој сегмент одговорноста треба да се поделиме сите чинители, па и граѓанскиот сектор, па и медиумите. Бидејќи медиумите доколку информираат и вршат позитивен притисок како што знаеме дека знаат да направат, тогаш фокусот ќе се сведе кон младинската политика. Но сите сме сведоци дека во моментот многу поактуелни се сите останати политики наместо младинското прашање.
Ја мислам дека имплементацијата на овој закон кој што го донесовме со консензус толку многу затаи што веќе е безпредметно да се збори за законов и дали воопшто законот е во чекор со моменталното време кое го живееме. Како и да е, ќе истакнам еден мој личен став кој што го истакнав и за говорот на омраза и за штетните пораки. Нема младинските проблеми во државата да ги реши законот за младинско учество и младински политики. Нема револуционерно да му го променат животот на младиот човек. На младиот човек му треба да се разводи во нормална држава и на младиот човек му треба да се разводи во држава во која што нема да има волку корупција, држава во која што ќе може да најде работа со добра плата, а овие прашања не ги уредува законот за младинско учество. Така да, еве, јас уште еднаш апелирам до сите институции и до градоначалниците, ве апелирам од ВМРО ДПМН, во оние општини во кои што можеби не е формиран локален младински совет или не е отворен центар за млади, во најбрз можен рок да биде отворен. Исто ќе го апелирам и внатре во партијата, но мислам дека го изеде забот на времето овој закон и веќе треба да размислуваме за... Не мислиш ли дека е прв чекор кон подобрување на Секако, состојбата на затоа и младите? учествувавме, затоа и го гласавме, затоа и работевме Бидејќи овие работи што ги спомна се многу легитимни, дека нема да променат, нема можеби суштински ги променат, но самата кога ќе им се даде можност на младите да се организираат и да можат го кажувам дека да секогаш кога ќе се спомнат млади, одлуки, може да влијаеме и на тие работи. Секогаш кога ќе се спомнат млади, се спомнува законот за младинско учество и тоа некако го беше осеќам единственото законско решение за младите, не да има подобро би го спомнувале тоа, но беше единственото што го има. Го чувствувам како подценување на реалните проблеми што ги имаат младите луѓе, бидејќи нема да ги реши од корен младинските проблеми, а секое новинарско прашање е поврзано со законот за младинско учество. Немаше да ги реши, но ќе им дадеше на младите глас. Секако, тоа нормално, затоа јас апелирам така, да се имплементира апсолутно и не затоа е решение, имавме но е учество. дефинитивно прв чекор кон решението. Секако. А да имаше подобро би го спомнале тоа, ама само тоа го имаме, само законот за младинско учество. Дека самиот простор во медиумите треба да биде околу другиве проблеми многу повеќе. Тоа е моје мислење. Не сум сигурен колку со законот баш младите ќе учествуваат во донесување на одлуки, повеќе од она што го гледам. Иако многу се доцни со тој закон, на крајот на денот пак тоа ќе се сведи на едно козметичко некое решение, каде што да, имаме локални совети или собранија, но на крајот на денот никој не е должен да ги слуша тие локални младински совети кои се формираат и дека тие мора да носат одлуки кои, нели... Ама добро е за канализирање младинска енергија во општините. Можеби тоа е добар момент и да се... И поттикнување активизам, самоиницијативност. Секако. Па да, во секој случај, меѓутоа јас, она што можам да го апелирам до младите е да бидат политички активни, да излезат да гласаат на избори, затоа што на таков начин создаваат притисок до партиите да носат одлуки во интерес на младите, затоа што сега најмногу што гласат се пензионерите. И партиите ги креирале политиките, иако не се сложувам со тоа што го правеле, ги креирале политиките врз основа на барањата на пензионерите, затоа што тие им се најголемото гласачко тело. Така да младите да излезат, да не бидат апатични, а јас сум оптимист затоа што гледам дека се активираат доста и Левица еден доказ за тоа, затоа што кај нас младите најмногу не поддржуваат. Кога зборуваме општо во држава, неколку пати ве слушнав, зборуваме корупција, се будиме, стануваме, легнуваме, дишаме корупција, корупција во високото образование, корупција во средно образование, корупција во основно образование, кон градење корупција, поправање оценки, не знам. Сега вие кога ги земеме низ наша призма да ве гледаме, вие сте као лидер, не сте, како сте лидери на подмладоците на партиите, тоа е една важна позиција во секоја партија, така обединувате многу млади луѓе околу вас со иста идеја. Носи ли вашата позиција одредени придобивки во делот на, например, да не ве прашам вас лично, ама, например, ти се јавил ли некојаш сега има, например, министар ВМРО ДПМН технички за внатрешни работи, Сергеј, дај да извадам лична карта пасош, или тебе, Марко, додека беше министерот од СДСМ. Ви се случуваат ли такви јавувања и вие несвесно за да помогнете на вашите пријатели или сопартици да сте дел од тој цел еден синџир на, како да речам, минимално, ама коруптивно влијание, тоест тргување со влијание? Добро, прво да кажам дека имам пасош одамна, не го вадев сега, така да јас не сум корумпирал никој за да извадам пасош.
Видете, ние сме прво Но дали ти се мала... јавил некој за врски? Се јавил, секако се јавуваат луѓе. Нормално, верувам и дека на двајцата колеги им се јавуваат за X работи. Мала држава сме, луѓето си бараат пријатели на секаде, знаете дека и во менталитетот ни е тоа влезено. Ако имаш човек, едноставно сакаш да му се јавиш. Макар и ти како и да ја завршил таа работа за една секунда, пак бараш некој да му се јавиш. Едноставно тоа не е во менталитетот. Мислам дека нефункционалноста на системот, нефункционирањето на институциите, многу тешкото завршување на секојдневните обврски на луѓето ги тера да звонат, да вртат телефони пак е и тоа да си го едноставна бараат работа. чарето. Тоа не треба некој да се јави за да заврши. Така е, и мислам дека ова можеме да го надминеме со една сериозна дигитализација на нашето општество и со сериозно профункционирање на институциите, каде што нема да имаш потреба некому да вртиш, туку едноставно ќе излезеш од дома, ќе отидеш данок, ќе платиш, тој што треба да е на шалтер, стварно ќе е на шалтер, вратата нема да е затворена, нема да е, не знам, снежена пауза, бубена одмор, даре, никој не знае кај е. Се извинувам ако некој спомнав и се препозна и се Нема да имаш препознава. потреба и на доктор да му дадеш да речеме мито за да Ова да закажеш не се термин. вистински ликови. Не се ги измислував. Кој што ги но- контактираш. Кој што ја ги контактирам. Така да мислам дека ако профункционира системот, многу голем дел од овие ситни корупции ќе ни се решат. Марко, барале ли такви услуги од тебе? Секогаш и тоа треба ќе се потрудиме да се искорени, но не сум сигурен дека ќе успееме до таа мера. Рекаш апел сега до пријателите. Но моментот моментот е тука што граѓаните, луѓето кои што звонат, не го препознаваат тоа како корупција. За нив тоа не е корупција. Ние тука мора да работиме на едукација, бидејќи корупцијата, кога ќе прашате граѓанин, ќе ви каже дека треба да дадеш мито за да корумпираш некој. Но ние имаме посериозен проблем со ова сега кој што го отвараме како прашање. Затоа ве прашав тргување со влијание. Со Ти да си услуги, влијателен и да со завршиш услуги од и со влијание, клиентелизам и слично, каде што за да се добие некоја одредена цел и поддршка, треба да се направи се гледа дека треба да се направи некој се. Сега во тој сегмент ние мора да работиме на едукација. Ја спомена Сергеј исто дигитализацијата, која што ја имаме и во програмата на СДСМ, во манифестот, каде што е клучно кон решавање. Бидејќи со таа дигитализација ќе се подобри транспарентноста во однос на водење на тие институции, каде што ова ќе се потрудиме да се искорени максимално. Марио ти кажа немаш проблеми, не те бараат сега Не, за сега. барат не, јас дури нешто немам предовски туку и некогаш бидејќи сум експониран како бараш. активист на левица, не. Утре Сергеј дури може пасош. дури Во група не ставил, а вама може помош. дури имам некогаш нели и неможност да некои работи да се завршат фер еднакво. Напротив, имам последици од тоа што сум активист на левица, но тоа ние сме го прифатиле и ќе тераме, не се жалиме. Во однос на корупцијата лесно се решава, особено тие ситни коруптивни некои или не знам Добро, ова не знам ни дали е ситна корупција, поише како услуга. Са не, како... за ова со пасашеви конкретно јас не би ги обвинувам граѓаните затоа што тие не се криви што Чарето си. не Да, функционира. точно. Мора Значи, да го тие си адресираме барат- и тоа како Да, корупција, бевме- бидејќи сега ако ставаме под тепих, ова не, ова не, Не. ова не. Овде така ја проблемот е развиваме таа нефункционалноста на институцијата или на системот, конкретно на министерството. Како се решаваат овие работи во развиени земји? Тој што е фатен во скандал за корупција, дали е некој без разлика службеник или некој на повисока инстанца, ќе биде одма казнет. Чист пример, еве сега имаше скоро во Кина, политичар беше фатен во таков скандал, осуден на доживотен затвор. Па ајде, нека размислат утре Марко и Сергеј дали ќе прават исто како што правеле тие нивните претходници од ВМРО. Ти размислиш да Да, кај нас дефинитивно постои една наказнивост и како што кажа Приеска и Бојан, ние више се навикнавме така живееме со корупцијата, се будиме со корупцијата, дишаме корупција, пиеме корупција, од таму да преминам на бидејќи немаме многу време, корупцијата дефинитивно ни губи и здравјето и днината и се научивме да живееме во загадени градови, да дишаме загаден воздух, да пиеме загадена вода. Па од таму нашата млада колешка Лила Караташева изработи едно видео во соработка со ова прекогранично ствари истражување со колеги од Грција, Inside Story од Грција. Видеото е за загадувањето на реката Вардар, па предлагам сега да го погледнеме кратко, па потоа ќе дебатираме малку и за животна средина. Забраната за наводнување, забраната за пиење и забраната за пливање.
Квалитетот на водите на реката Вардар во Македонија е 4-та категорија, што значи највисоко загадување. 1 степен ја дели од последната категорија, но 5-та категорија не е загадена, туку мртва река. Повеќе од 6 месеци, новинарите од ИРЛ од Македонија и Inside Story од Грција бараа одговори. Што се случи со реката, која е од суштинска важност за двете земји? Во 19-тиот век Вардар била толку голема и длабока што била користена за транспорт од Солун. Со векови, реката била клучна за економијата и добросостојбата на граѓаните од двете земји. Незината виталност и чистота носеле квалитетна храна, вода за пиење и радост за илјадници луѓе. Водата од Вардар, што се користи за наводнување на нивите во Полог, многу придонесува за квалитетот на Тесовскиот граф. Реката е 388 км долга, од кои 76 км се во Грција. Во двете земји, повеќе од 1 милион луѓе зависат од Вардар за вода за пиење и за наводнување. Но од доцните 80 години работите целосно се менуваат. Во само 3 децении, големото загадување ја има доведено реката до рап на пропаст. Вардарското заедничко корито, кое е екстремно важно, сега се соочува со алармантна криза. Истражувањето откри хаос помеѓу позициите на моќ, свесна небрежност, комплетен колапс на механизмите за заштита и злоупотреба на европските фондови, дизајнирани да ја заштитат реката во Македонија. Во Грција, иако хемикалиите се по регулативата на Европската Унија, еколошката состојба на реката е слаба, лоша или умерена. Во Македонија недостасуваат многу работи, но најшокантното нешто е дека Скопје е еден од малкуте главни градови во Европа кој нема пречистителна станица. Тоа значи дека фекалиите на повеќе од 200.000 домаќинства влегуваат во реката нефилтрирани, носејќи штетни хемикалии. Со загадувањето на било која река и со користењето на повторно на тие води загадени, си правиме штета сами на себе и последиците се огромни, со појава на голем број на канцерогени заболувања, на најчесто на дишните органи и така натаму. Минатата година Европската Унија обезбеди 200 милиони евра за градење на пречистителна станица, но обидите за корупција ја спречија понудената помош. Градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска, го одолговлекуваше проектот поради сомнежи за корупција. На пресконференција во ЈП Водовод и канализација Арсовска рече дека сомнежите се и поради тоа што веќе неколку месеци не добила никаква информација околу изборот на најдобра понуда за изградба на пречистителна станица. Сите индиции ќе бидат доставени до обвинителството. Но тоа не е единствениот проблем. Регулативата е стара и не ги исполнува европските стандарди и покрај притисокот на Европската Унија, кој 2 години е насочен кон македонските власти. Во институциите кои се надлежни за мерењата на квалитетот на водата нема доволно вработени. Истите добиваат помалку финансии од тоа што е потребно. Дури и мерењата кои треба да ги прават, не ги прават. Дали УХМР моментално тестира присуство на пестициди во реките? Не. Значи, ние сме во можност да го одредиме еколошкиот статус, а емисискиот статус не можеме да го одредиме поради недостиг на опрема, поради недостиг на кадар, поради недостиг на финанси. Додека клучните институции тврдат дека ја немаат потребната опрема, ИРЛ и Inside Story лоцираа слична опрема во Гевгелија, во Пеонија и во Универзитетот Аристотел во Солун. 1,5 милиони евра од европските фондови преку Интерек програмата Аква М2 беа достапни за да се купи опрема со која ќе се мери квалитетот на површинската вода на Вардар. По тестирањето, огромно ниво на пластика, пестициди, антибиотици и други хемиски супстанци кои влијаат на целиот екосистем во и надвор од реката беа најдени во Вардар. Репортерите обезбедија документ од проектот кој покажува небрежност и несоодветно трошење на средства во Гевгелија. Експерти за мерење на водите никогаш не биле ангажирани, па мерењата ги правел поранешниот раководител на пречистителната станица од Гевгелија, кој примероците од водата ги носел до Грција во пластични шишиња. Преку границата во Грција, реката Вардар влегува во Поликастро, регионот кој е партнер на Гевгелија во проектот. Димитра Ламбропулу, професорка по хемија на Универзитетот Аристотел во Солун, анализираше примероци од Поликастро и од други делови на Вардар. Таа има најдено многу повеќе загадувачи од тие на листата на Европската Унија. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι βρέθηκαν κάποιες φαρμακευτικές ενώσεις, κάποια φυτοφάρμακα και κάποια άλλα βιομηχανικά χημικά.
Ανιχνεύσαμε αντιβιωτικά που χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι και αντιβιωτικά κτηνιατρικά, δηλαδή που χρησιμοποιούνται για κτηνιατρική χρήση. Οι συγκεντρώσεις τώρα αυτών των ενώσεων κοιμάθηκαν, θα λέγαμε, σε επίπεδα παρόμοια με άλλα επίπεδα που ανιχνεύονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υδάτινους αποδέκτες. Општина Пеунија ја користи опремата купена од европски пари. Во Поликастро е поставена лабораторија за мерење на квалитетот на водата. Иако водата која се тестира е од бунери кои се близу реката, примероците покажуваат дека квалитетот е во рамките на официјалните стандарди. Потечението на Вардар, браната на хидроелектраната во Елеуса, ги спречува пластиките да продолжат кон морето. Но не може да ги спречи микропластиките, ниту новите субстанции и проблеми кои се појавуваат. Οι αναδυόμενοι ρυπαντές είναι οι φαρμακευτικές ουσίες, κυρίως ορμονικά σκευάσματα και τα μικροπλαστικά. Тим научници предводени од Варелидис ја надгледуваат водата од грчката страна на границата континуирано од 2009 година. Αν το δει κανείς διαχρονικά, γιατί έχουμε 20 χρόνια χοντρικά μετρήσεων, βλέπουμε μία τάση βελτίωσης, μικρή αργή βελτίωση. Во последната деценија, Европската Унија одлучи да ги мониторира не само хемиските, туку и еколошките услови на површинската вода, користејќи го присуството на риби и друг жив свет во реката како еколошки индикатор. Έχουμε από την αρχή της παρακολούθησης που κάνουμε στον ποταμό, έχουμε κάτω του μετρίου συνθήκες, δηλαδή φτωχές, κακές και μέτριες. Αυτό το πράγμα το έχουμε σε όλους τους σταθμούς κατά μήκος του ποταμού, από τα σύνορα μέχρι τη θάλασσα. Που σημαίνει ότι είναι επιβαρημένο το οικοσύστημα και οπωσδήποτε αυτή η επιβάρυνση σχετίζεται με περισσότερο από τη ρύπανση. Пред да стигне до морето, во Вардар се влева Вардаровасис, притока загадена од пестициди поради нивната интензивна употреба во земјоделието. Είναι πολύ πιο έντονη η περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά του φράγματος της Ελεούσας και ειδικά μετά τη συμβολή του Βαρδαρόβαση που έρχεται από το ύψος της Χαλκιδόνας. Целиот екосистем околу Аксиос Делта националниот парк е дом на повеќе од 300 видови на птици. Дел од нив овде застануваат пред да се упатат кон Африка. Природата е во сооднос со човековата активност. Фармери одгледуваат орис на плодната почва, користејќи ја реката за наводнување на полињата. Се одгледуваат школки во плитката вода, од кои 90% се извезуваат во Европската Унија. Освен што е природен хабитат, Вардар има економска важност за регионот низ кој тече, факт кој отвора можности за експлоатирање. Деликатниот баланс кој го одржува речниот екосистем е под константна закана, но не е распаднат. Се уште. Добро, значи погледнавте, видовте какво е течението на реката Вардар, што се случува во водите на Вардар. Кога ја обвинуваме државата за негрижа, можеме да обвиниме, но тука свој удел имаме и ние граѓаните кои не се грижиме за животната средина, кој ќе го видите вака видеото од каде тргнува, каде завршува, би јаделе ли сега производи кои по зелените пазари се продаваат, а се близу, да речеме, реката Вардар, од селата близу реката Вардар, па се користи оваа вода за добра марула, добри краставици, добри домати. Види, многу сакав салата, не знам после ова дали ќе јадам зелена салата, но во секој случај шалата на страна, едно браво од мене за видеово, бидејќи навистина не голем број на луѓе во Република Македонија се занимаваат со подкрепање на свеста на тема екологија, а е исклучително важна тема, бидејќи екологијата е нашето здравје, здравјето на нашите деца во иднина и така натаму. Ова што го видовме е страшно и мислам дека екологијата сите нас треба да не обединува на тема екологија. Не треба да имаме различни размислувања, туку секогаш треба да се оди што понатаму и што понатаму во што подобно зелено живење. Во секој случај јас сум во најмала рака згранат од ова што го видов и уште еднаш секоја чест за тоа што се трудите да ја кренете свеста. Ова ти добро звучиш, извини, ова зелено со кошулата зелена. Не смее да има компромис и по видеото може да се види во борбата за заштита на животната средина, бидејќи дефинитивно нареден пат кој да излезе кога ќе го погледне видеото, ќе се запраша каде ги одгледуваат на крај на ден тие производи кои што сакаме да ги купиме, нели, и утре да ги внесеме во нашиот организам. А треба да бидат здрави за нашето. Навистина жално е ова што гледаме, но јас би рекол дека сето ова е последица на загадувањето на животната средина, реките, езерата, шумите и така натаму на нешто што се случува
кај нас изминативе, не знам, 40 на 50 години, една идеолошка војна каде што се оттргнаа сите бариери на практикувањето на приватната моќ и се даде една слобода на корпорациите да загадуваат. Ова е последица буквално на таа слобода и јас има еден податок кој вика дека од 1988 година само 100 компании се виновни за 71% од емисијата на јаглерод. Што значи таму се виновниците треба да се казнуваат и би апелирал до луѓето да не потпаѓаат на таа замка дека сега ние со пластични кеси ќе спасиме или со не знам какви животна средина. Да, тоа е добар чекор, но главниот проблем треба да се посочи, а тоа е капитализмот, каде што единствена вредност е создавањето на профит. И тоа е последица тоа што го видов. Апсолутно дозволивме поради интересот на малкуми на мокници, поради нивните приватни бизнис, лични интереси, да страдаме сите ние. Немаме за жал веќе време, дебатата мислам дека беше одлична и дека покажавме еден нов начин на дебатирање. Сега за крај имаме само 2 блиц прашања кои сакаме да ни ги одговорите. Со ова прашање сакам да ми го одговорите во 3 збора, сите брзински. Една работа што би ја промениле во вашата партија. 3 збора максимум. Уште поголема застапеност на младите во одлучувачките позиции и во извршната власт. Добро. Кај десетина збора, окей. Може и вака, само кој е кратко. Повеќе млади функционери. Супер. Ништо, мислам, супер сме, тераме, растиме така. На прав пат сме така да нема што да менуваме, да тераме понатаму како да се. Види, јас имам прашање кое можеби ќе го треба да го одговорите само со 2 збора. Идол на нашата македонска политичка сцена. Има и презиме. Политичар, има и презиме. Христијан Мицкоски. Некој како Тоша Проевски. Политичка сцена. На политичката сцена. Наш политичар. Да, за политичар, за така. политичар, да. Наш политичар, идол на политичката сцена. Ти се изјасни, мислам, Сергеј се изјасни. Марко Михайловски нека им биде. Може и вакви одговори се прифаќаат. Не ми се допаѓа идолизирањето, но ако треба да бирам, се знае. Идолот на сите млади на политичката сцена Пасиев. Сега само јас минус ке може ли да. Добро, дечки, ви благодарам. Се надевам дека имавме квалитетен муабет, разговор, како и да е, дека не бевме досадни, стереотипни, дека не дозволивме овој разговор да премине во некаков си надпревар, во некаков си сега навредување и обострано или ние да бидеме тука како дежурни учители, па да речеме не, ти са застани, ми се допадна начинот на кој искомунициравме. Се надевам дека се ова може да се практикува и во собрание, може да се практикува и во политичкиот дискурс во државата и фала ви на гостувањето. Фала ви на поканата и можноста.